Здраво! Добрете на новата епизода на мојот подкаст. Дојде јуни, а тоа значи дека за неколку дена ќе биде точно полугодие, односно ќе изминат полни 6 месеци од годината. Како некој кој што многу планира и како некој кој што е свесен за муките на планирањето, за тоа колку планирањето ни помага во продуктивноста и во живеењето на поскладен живот, јас се одлучив да оваа епизода ја посветам токму на преградка, би рекла, ајде прегрнување на ова патување досега што сме го поминале, односно на една рефлексија на прогресот и на планирањето за еднината. Пред неколку месеци споделив повеќе епизоди околу планирање, поставување на цели, организација, поставување на приоритети, како сето тоа да го правите, па доколку не сте ги слушнале, одете таму. Искокнете ја оваа епизода. Зошто? Затоа што доколку не знаете како да планирате, тогаш најверојатно оваа епизода и нема да ви е многу интересна, но е епизода во која што ќе бидам кратка и јасна и ќе споделам што е оно кое што јас го правам на полугодие на годината, како се трудам да бидам во склад со моите желби, во склад со себе и секако би споделила неколку работи како истото да го правите вие, како би биле многу попродуктивни и многу позадоволни. Полугодие и некако кога размислувам што е оно сето кое што го направив, сметам дека е време да се паузира, да дишиме, да рефлектираме колку далеку сме стигнале. Оно што јас го забележав е дека во еден момент кога размислив добро што направив јас за 6 месеци, па ништо. Мислам дека многу мина од вас го чувствуваат, а тоа е дека многу ретко си даваме уважување на сето оно кое што сме го постигнале. Па така првиот чекор кој што секогаш и јас го преземам, а ви предлагам да го направите, да паузирате, да земете тетрадка и пенкаво или лист и пенкаво или пак да го отворите вашиот дневник за личен раст и развој и да запишете што е сето оно кое што вие сте го направиле, односно кои се најголемите нешта како highlights, како работи кои што се постигнале оваа година. Оно кое што мене многу ми помага, односно најмногу ми помага е да си го поделам животот на приватен и работен дел. Секако може да го поделите и на многу повеќе делови, може да се подели на 12, на 15 делови, а тоа е нешто кое што го имате во епизодата Грижа за себе, или може да го прочитате за полесно на мојот блог. Но тоа е нешто кое што ќе одзема многу повеќе време, па доколку имате многу повеќе време може така, а доколку не, јас го делам некако приватен дома живот и јас лично за себе, односно односите дома со семејството, јас лично за себе и работниот однос. Кога почнав да пишувам, се изненадив колку многу работи се постигнале во овие 6 месеци, дел видливи и за другите дел невидливи. Например, јас во овие 6 месеци од април се вратив на работа, пуштив група асертивна која што бара многу енергија, променив многу работи во моето работење, почнувајќи од цени, од обем на работа, колку, каде, што, како. Значи, направив заедно со Мони направив работилница која што беше во живо, која што беше потполно ново искуство за мене, нешто различно, која што бараше доста енергија и смислување на сето тоа, кое што треба да следува. Направив многу промени во однос на тоа каде се гледам себе си, во однос на ребрендирање, смени слики, излегов на телевизија, почнав да се состанувам во живо со девојките кои што беа, односно се уште дел од програмот асертивна и од работилниците кои што беа во тек. Тоа е нешто кое што е доста ново за мене, односно некако имав многу поголемо вмрежување, многу голема промена, постови, објави, 10.000 следбеници. Значи тоа е нешто кое што го нафрлам, кое што прво ми доаѓа за овие 6 месеци дека се постигнало. Имаше многу нови блог, многу нови подкаст епизоди, многу различни теми кои што сакам да ги допрам и така натаму. И кога ова го гледам и кога ова вака е запишано, имам некои планови кои што веќе сум ги почнала, односно веќе ги правам за здраве наредната година, меѓутоа
Она кое што мене ми е комфортно да го споделам, тоа е ова, и кога го гледам си викам, окей, не е било малку. Всушност 6 месеци се време во кое што може многу да се постигне, и така ве охрабрувам да седнете и да запишете што е сето оно кое што сте го направиле. Јас сакам да го прославам секој успех, колку и да е мал, и мислам дека кога го прославувам си му давам значење, благодарност, односно успевам да му искажам благодарност и да си искажам и на себе благодарност затоа што сум била посветена, сум била резилиентна, сум била фокусирана и тука, односно присутна за да можам да растам. Истото ова го правам за приватниот живот, пишувам се оно што сум, на кое што сум работела, кое што сум правела, кое што се постигнало или не се постигнало во овие 6 месеци. Меѓутоа, кога викам не се постигнало, не мислам на тоа дека воопшто не се постигнало, туку патувањето, да речеме, стигнало од точка А до точка Б, а не до крајната точка, да речеме, Z. И сега, кога вака ова го гледам, станувам свесна што е оно на кое што можам повеќе да работам, што е оно на кое што сум многу горда, што е оно на кое што сум многу посветена и благодарна. Вториот чекор, кој што ве охрабрувам да го направите, е да размислите на лекциите кои што се научиле од овие 6 месеци, односно од овие да речем развојна фаза, односно од овие нешто кои што сте имале можности на раст, ајде така ќе ги наречам, од овие можности на раст. Тоа е оно што сте го научиле од овие можности за раст и развој. Дајте си доволно време да размислите кои лекции сте ги научиле на патот, кои се оние некои tips and tricks, ајде да би рекла, кои што сте ги надополниле, кои што сте ги разбрале за вас, за вашите врски, релации во животот и за вашето патување и секако работа. Рефлектирајте на сите промени, односно на сите предизвици кои што биле на патот, како вие сте се справиле со истите, и секако препознајте ги пречките кои што биле присутни, но кои што биле присутни, а притоа ја поканиле вашата моќ да излезе и да надмине некои лимитации, како би можеле да помогне да бидете подобра или поинаква верзија од себе си. Мислам дека оваа втора точка е многу важна и многу често ја забораваме, односно ние забораваме да видиме што се јас научив од ова, што се јас учам од ова до каде што сум сега, што е на кое што можам повеќе да го правам, што е на кое што не сакам да го правам, како сакам повеќе да се чувствувам. Сите тоа се некои прашања кои што е убаво да си ги поставувате и кои што може да ве носат кон подобри наредни 6 месеци. Следниот чекор е да поставите намере за иднината, односно намера што каде сакате да се движите. Кога ќе видите што сте направиле, кога ќе уважите лекциите кои што сте ги научиле од оно што сте го направиле, и секако кога ќе го прославите сето тоа, вашиот прогрес и вашиот раст, време е да размислите што сакате понатаму. Кој е поле или кој полиња од животот сакате повеќе да се фокусирате, и поставете си прецизни, специфични цели кои што се во склад со вашите вредности и вашата страст, и секако доколку не знаете како да го правите тоа, имате епизода да видите како најдобро да ги поставувате во склад со себе целите, што е разликата меѓу цел, меѓу желба и меѓу потреба. Понатаму креирајте си план, исто онаков план каков што го имам во тие епизоди, кој што ќе ви биде поддршка, кој што ќе ви биде потпора и ветер во грб во целиот овој период што следи, и кој што ќе ви помага да вашите цели може да ги правите во системи, односно да бидат помали, да можат да бидат мирливи, да можат да некако сте во склад со тоа и да не се разочарувате доколку наеднаш не се постигнало оно што например во декември треба да се постигне, меѓутоа да останете свесни дека за некои работи е потребно повеќе време или пак помалку време од она што сте мислеле. Исто така, тука размислете дали за да се остварат ви се потребни помош и поддршка од ментор, од пријател, од некаков курс, од некаква едукација, од некаква
дополнителна надворешна, да речам, поддршка или можеби вашиот партнер, кој што ќе може да ви помогне да бидете мотивирани и да ги имате сите ресурси на располагање, или пак можеби само ќе ви помогне да најдете начин како да располагате со ресурсите кои што веќе ги имате. Понатаму, петиот чекор е да не заборавате, односно никогаш да не заборавите. Овој чекор мислам дека во секој претходен чекор би го ставила, а тоа е да не се заборави вредноста која што ја имате, флексибилноста која што ја имате и оно што сега некако постојано мислам дека и го споделувам, тоа е само сочувството, односно да се чувствувате и со себе, не само со другите. Зошто? Затоа што вашето патување е еднакво важно како и секое друго и доколку имате капацитет да гледате во другиот, да чувствувате со другиот, да го разбирате другиот и така натаму, тогаш имајте го истото и за себе. А друга страна, морам да повикам отворено за флексибилност, затоа што многу често луѓе кои што планираат и кои што го прават ова, доколку нешто се промени на патот, се откажуваат, ја губат и мотивацијата, без при тоа да застанете и речат, окей, не значи дека ако е јуни-јули, јас треба да го правам ова, или ако до декември не сум успеал, или ноември ми било зацртано не сум успела, дека јас не сум успешна и дека јас сум тотален промашај, туку едноставно дека доаѓа време за нова рекапитулација, за ново размислување, да проверам што е оно што навистина го сакам, дали навистина сум го сакала и така натаму, затоа што на крајот на денот, доколку ништо не правиме, и доколку некаде не се поместуваме, прашањето кое јас често знам да го поставам и на клиенти, на луѓе со кои што се на групите со кои што работаме, во ред, кој чекаш да го направи тоа место тебе, или кој чекаш да го побара тоа од тебе или да ти го даде. Многу често знаат да застанат и да се прашат, па добро, да, навистина, што чекам јас? Или пак дали не го правиш ова, затоа што можеби не е твоја желба, не е твоја цел, туку е на некој друг. Односно, дали можеби воопшто тоа не е дел од твојот стандард, туку е само дел од твоето очекување или од очекувањата на останатите луѓе кои што го имаат од тебе. Кога ние сме во склад со сето ова и кога размислуваме на нашиот раст, на нашиот развој, на каде сакаме да бидеме, ние навистина си помагаме да останеме мотивирани. Јас во продолжение би споделила со вас неколку прашања кои што може да ги пишувате во дневникот како би ви помогнале во ова полугодие да може да се сетирате за понатаму. Дали ти се допаѓа насоката во која што се движиш оваа година досега? Дали правиш се што можеш за да стигнеш онаму каде што сакаш? Дали веруваш дека ти заслужуваш онаков успех каков што имаш веќе зацртано, односно успех кој што тежиш? Дали си задоволна со својот изглед, здравје и со односите во животот кои што ти се најблиски или на кои што најмногу време поминуваш? И како можеш да ги унапредиш сите овие полиња во твојот живот? Кого можеш да повикаш за помош или да се информираш, кого или каде да се информираш? Дали ти е добро и кристално јасно каде се движиш? Кои се оние мали секојдневни навики и чекори кои што ги преземаш за да успееш? Со какви луѓе сакаш да бидеш обкружена повеќе? Со какви луѓе сакаш да бидеш обкружена помалку? Како се гледаш себе си на крајот на годината? Како изгледаш? Со што се храниш? Колку финанси имаш? Со кого се дружиш? И така натаму. Истите овие прашања може да се постават на повеќе полиња и повеќе теми, зависно од тоа што ви е најважно во наредните 6 месеца. Она на кое што сакам јас да ставам акцент е да ве поттикнам да размислите на тоа дали
верувате дека можете да го имате сето ова, затоа што доколку не верувате, најверојатно и нема да го имате и тука станува збор за некаква пречка. И секако да не заборавите да поставувате доволно прашања, односно доволно простор за како одмарате, кога ќе одмарате, колку ќе одмарате и како се забавувате, кога ќе се забавувате и колку ќе се забавувате. При тоа на забава мислам на правење нешто кое што буквално нема никаква позадина од типот на да се едуцирам, да бидам подобра верзија, така натаму, туку само да се смеам. Не заборавајте да се смеете што почесто и да се трудите да бидете што е можно поприсутни, затоа што на крајот на денот личниот раст и развој е нешто кое што не учи како да се опуштаме, како да бидеме поприсутни и како полесно и попозитивно да се носиме со сето оно што секако ни доаѓа во животот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешни наредни 6 месеци. Уживајте во вашиот план кој што ќе го направите и уважате го сето оно кое што веќе го направивте во овие 6 месеци. Не заборавајте да бидете сочувствителни и нежни со себе си и не заборавајте дека не е потребно да постигнеме многу големи достигнувања за да бидат истите спомнати и споделени, туку баш оние мали чекори се нешто кое што не води кон голем чекор, односно многу често тие малите и навидом беззначајните се токму оние кои што не поддржуваат најмногу на патот и ни помагаат да живееме посреќен и поисполнет живот. Ви благодарам, поздрав!